најголемата опозицијска партија, која денеска ни го продава филмот дека овие избори се комунални, некои други избори се за името за бугарскиот договор, ја молам, ако има некој да ми каже не, кои се тие избори, затоа што минатата година имавме парламентарни избори, не беа и тие за името, пред минатата имавме председателски избори и тие не беа за името, еве и локални не се за името и за бугарскиот договор. Кои избори им се нив за името? Или треба да измислиме некои четврти избори кај што ќе се дискутира името? Збораваат луѓето на еден факт. Пред 20 години албанското знаме не беше официјално во Македонија, туку беше само ова знаме официјално во Македонија. Само ова. Пред 25-6 години. Само ова знаме беше. Но тогаш пред 25 години се јави еден мангуп што не ја купуваше приказната на денешниве големи политичари, дека локални избори не се за овие комплицирани прашања. Тој политичар се викаше Руфи Османи. Руфи Османи, добро. И тој, како градоначалник на општина Гостивар, го стави албанското знаме, иако тоа не беше никаква надлежност на општината и никаква ингеренција на градоначалникот. И ги памтиш ти си од постарата генерација, настаните. Дента кога девалвација имаше на денарот, Бранко Црвенковски имаше интервенција во Гостивар и Тетово. Фрчковски интервенираше, Фрчковски тогаш како министер за внатрешни работи, влезе во Гостивар, имаше пукање, имаше жртви, го симнаа тогаш албанското знаме. Денес да те прашам, какво знаме е второ знаме во Македонија? И си прошол некојаш на кај Охрид, си прошол. Така. Секаде се вее албанското знаме. На секоја општина македонското и албанското знаме. Тоест ке речам на грчев знамето, тоа е плод на работата на еден човек, Руфи Османи. Години во Ѓорче фалат што? Канализација во Волково, водовод во Кучково, градинки, школи и сали. По 30 години ние сме имале, па да не кажам 12-13 различни градоначалници од двете партии најголеми. Така. Јас истражував малку и проверив од 2001 година, втора година, локални, не 2000-та, па 2005-та, па 2009-та. Значи, во секоја програма на СДС и ДПН од 2000-та до денес, секогаш во Ѓорче фали што? Погоди. Градинки, канализација, водовод, сјалици, игралишта детски и се што фали и денес. Значи, јас те прашувам тебе логички. Ако вие две партии 30 години ја имаат само они власт и секој избори ги ветуваат истите работи и на секој наредни избори фалат истите работи, што е проблем? 30 години ја имаат само они власт и секој избори ги ветуваат истите работи и на секој наредни избори фалат истите работи, што е проблем? Ја ќе ти кажам што е проблем. Проблемот е што на власт доаѓаат должници. Сега имаш ти, мојата кампања сигурно или не си ја приметил, или малце си ја приметил, тоа е знае зашто. Затоа што немам јас 400.000 евра да ги фукнам у кампања. Јас идам пешки, од врата до врата. Сакаш да покажеш што е разликата помеѓу градоначалник и послушник? Апсолутно. Јас ако станам градоначалник, кој ќе станам убав Фройдијан слип, кој ќе станам градоначалник на Ѓорче Петров, јас нема, у моментот на преземање на функцијата, нема да должам никому ни денар. За разлика од моите конкуренти, кои нивната кампања кошта 1.000.000 евра, 800.000 евра. И сега ти сакаш од човек, што ова столче, градоначалничко, го должи некому да работи за тебе, па тој треба да се раздужи у партијата, тоа кошта. Кој пари игра тоа? Сега ми викаат ти, ехеј, смешни ти се тебе спотовите. Знаеш зашто ми се смешни? Затоа што ги правиме сами.
Затоа што не ми доаѓа мене од Бугарија режисер со опрема од Србија, со не знам глумици од Шведска, па да ми ги снимаат спотовите и ја да му платам 100.000 евра. Значи ние снимавме у ист момент спотот, ние четворица со Никон апарати, мојот спот го снимаме. Значи на 5 метра од мене снима Шилегов спот со актуелниот градоначалник на Ѓорче. И се они не чекаат, пошто ние бучевме, кршевме некои работи, персонификација на Северна, и ние бучевме и вика, дечки, кога ќе завршите? И тоа е еден од снимателите вика за 15 минути, ја викам не, за сат време. Па добро. И сега чекаат пошто ние дојдовме први. Фино им дојде малци инат да им тераш, онака Да, контра. да. И баш се пошаливме. Па легитимно е, шо? Се пошаливме со Шилегов, му викам, он нешто се спремаше, го шминкам, му викам, Шилегов, ние сме викам колеги. Како колеги? Му викам, ти кршиш Гали и ја кршам Северна. И тие камерманите вака, се им се смее на луѓето, ама им се зема и 100.000 евра. Пак треба да се навратиш за националните, се уште не е јасно. Не, еве сега тоа сакам да го кажам за првата точка, првата точка во програмата. Така. Број 1 е во првата недела менување на сите табли со Северна што функционираат и постојат на општината, на територија на општина Ѓорче Петров. Како тоа ќе го направи? Лично јас со штрафцигер и со скала. Значи нема да наредам некому, не ти викам јас Јанко, ако ќе дојам, ќе им наредам на луѓето, значи да ги натерам некои луѓе кривично да одговараат прекршочно е тој деликт е прекршочен и е парична казна, туку јас ќе отворам линија, телефонов ќе го ставам на располагање, пошто јас не можам да знам каде се има табли со Северна стајано. Ова знаме, што го покажавме пред малку, ќе се вее првиот ден на јарболот на општината, како знаме на етничките македонци. Еве уште еднаш ќе го покажеме за да не биде Не, бидејќи за да не биде нејасно. Сакаш да кажеш дека бидејќи албанците имаат етничко знаме, да, и ова е етничкото етничкото знаме на македонците. И исто така по тој речи го принцип, ова знаме ќе се вее првиот ден, не првиот ден, вечерта на победата ќе се вее пред општина Ѓорче Петров, а сите табли ќе бидат отстранети лично од мене. Првата недела, значи не знам колку табли има, не можам да ви речам еден ден. Воред. Лично од мене, значи ако има на некоја градинка табла Северна, јас ќе ја направам од джеп пари. Ќе дам табла нова, ќе ја извадам таа и ќе ја ставам со Република Македонија. Со тоа што правам? Го почитувам Уставот на Република Македонија, кој со преспанскиот договор, кој е фалсификат, не подпишан од председател на држава, е неважечки. Значи ние постапуваме по неважечки договор. И за да им биде јасно на гледачите за што зборувам. Ако јас и ти, ако јас сакам да ти продадам, извини за го четнав, ако јас сакам да ти продадам тебе стан, дали ти ќе прифатиш договор на кој јас не сум подпишан? Да ми ги даеш парите. Јанко, еве ти си се подпишал, не мора јаве. Не, мора. Председател мора да е подпишан на законот, на преспански договор, за да тој биде правен документ. Се додека, тоест нема веќе ретроградно подпишување, тогаш не се подпишал председателот Иванов и тој е објавен во службен весник како фалсификат. Батето од службен весник што го објавило така, тоа му е карта за затвор. Значи самиот службен весник, тој примерот од 2019 му е карта за Идризов. Тој не знам дали знае, но ете ќе дознае, еве ако гледа ќе дознае. Преспанскиот договор. Вакви дела не застаруваат, гледам ако си прилично. Ама Јанко, дали застарува секој договор си има правна форма како се подпишува. Ти вика продавач, купувач. Готово. Одиме понатаму? Само да довршам на муабетов. Значи, јас тоа ми вика, па што ако ги извадиш, они ќе стаат нови. Они ќе стаат нови, јас ќе ставам нови. Што сакаме со тоа да покажем? Дека Северна е толку силна колку будалите што мислат дека е вистинска. Значи ти викаш, Северна, тоа е вистинска. Значи самиот си го правиш својот бугимен. Ти викаш дека е реалност Северна. Која е реалност?
Северна мора да знаете, еве гледам вас луѓе. Северна е фалсификат базирана врз договор не подпишан од една страна која треба да го подпише. И не мора да го почитувате престанскиот договор. Како што всушност не го почитува ни Грција. Луѓе, Грција не го почитува. Мислам дека дури Митко и Јанчев, Значи- кој нели важеше дека е прилично близок со новата власт и така натаму, изјави тој договор за надвор окей, ама за внатре не може да му е најде логиката Не ми го никаква. спомнува Митко Јанчев. Добро, се Молим извинувам. те, жив Добро, ти, се све затоа извинувам. што не ми одвор. Ајде, окей. на муабетов. Значи, јас тоа ми вика, па што ако ги извадиш, они ќе стаат нови. Они ќе стаат нови, јас ќе ставам нови. Што сакаме со тоа да покажем? Дека Северна е толку силна колку будалите што мислат дека е вистинска. Значи ти викаш, еј Северна, тоа е вистинска. Значи самиот си го правиш својот бугимен. Ти викаш дека е реалност Северна. Која е реалност? Северна мора да знаете, еве гледам вас луѓе. Северна е фалсификат базирана врз договор не подпишан од една страна која треба да го подпише. И не мора да го почитувате престанскиот договор. Како што всушност не го почитува ни Грција. Луѓе, Грција не го почитува. Мислам дека дури Митко и Јанчев, Значи- кој нели важеше дека е прилично близок со новата власт и така натаму, изјави тој договор за надвор окей, ама за внатре не може да му е најде логиката Не ми го никаква. спомнува Митко Јанчев. Добро, се Молим извинувам. те, жив Добро, ти, се све затоа извинувам. што не ми одвор. Ајде, окей. Чекај, режија, сечи го овој дел. Thank you very much. Па добро, извини, ја мислев дека Не. се поклопува во смисла не е Не. битно. Не морав да го спомнам името, можев само да го спомнам. Не. Дека има некои кои велат дека договоров за надвор окей, ама за внатре нема никаква логика. Значи да не разговараме повеќе за тој фалсификат. Само треба да дојде правилната клима и да има луѓе како мене, Петар, Никс, Гоце и да не ги редам Сања, кои што го памтат ова дека е криминал и кои што не се помириле со реалноста дека Северна е реалност. И во дадено време, овие луѓе што ти ги набрав и сите поврзани со процесот, ќе идат правно, не дека ја така сакам дека некого го мрзам, правно се дрзнале нешто што е правна норматива, да го во име на општо добро, како што викаат они, да го прескокнат. Тоа е исто ко сега да ти речам, слушај Јанко, твојот стан малце ни смета нас у аутопутот, сега јеби га, случајно е твој, ние мислиме да ти го срушиме. Знаеш дека на патот на Тетово има Тетово Скопје има една куќа што не го дала патот и што е коцка. Значи сите други ги срушили, човекот рекол, моја е тоа. Не би го дал. Ама да ти даеме вака, не бе, и морале државата правно почитувајќи го тоа, морало вака да направи околу куќата на Бател. Тоа е правна држава. Неќу да ти го продам. И сега ти викаш, добро, ај реалност е. Дали тие што викаат реалност, би се согласиле со следново, например, утре да примеме 5000 афганистанци и владата у реално време да ги смести кај што она мисли, пример кај тебе и мене дома. И ти ќе речеш, абе, чекај, не сакаме афганистанци дома кај мене, а не сум се согласил, а се согласи на Северна, не. И гледаш како си функционира, убаво. И ова ќе се навикнеш на афганистанци бе дома. Значи не смееме, поентата е, не смееме правото да го виткаме како нас ни одговара. Украл нашиот, тоа е добро, украл нивниот, тоа е зло. Мислам дека и Живееме, народот Јанко, во земја во која пред 20 дена 14 луѓе изгореа живи поради таа Северна, затоа што не се запазил еден базичен стандард за градење на модуларна болница. Затоа што двајца бандити рекле, слушај да ти даваме контейнери, не мора тоа пожарна заштита, нема валјда да се деси, таква држава е Северна. И после ние се чудиме, од каде ова? Знаеш од каде? Од која прифати дека Северна е реалност, од таму е тоа. Значи ти кој те еднаш се согласиш на криминал, ти не можеш да речеш, добро, малце сум курва јас, 2-3 пати. Така, толку е. Сакаш да кажеш малце попристојно да го кажам Да. за гледачите. Значи кога ќе се направи преседан во една работа, тоа после се Тоа е отфликува сноубол. низ целото општество. Па ти го Тоа е гледаш- твојата теза. Ти го гледаш заев. Сега се чудиме, не викаме, многу е Ѓорче прљаво. Размислија, психолошки ќе те прашам. Влези у умот на обичен стечаец.
работи за 15.000. Не му стигаат за сметки, камо ли за нешто друго. И ти чекаш тој од бурекот што го јаде осмина да го фрли ке се рече, чекај бе, па види ги овие. И горат луѓе. Ја сега ќе дојдам, значи мотивот, ја ќе дојдам ѓубрево да го фрлам у канта, ќе го фрли кај што ќе стигне. У револт, не дека е нечист човек. Сашо, имаше еден представник има мала излезеност, манипулации Значи колку јас сакаш. не викам дека они не краат. Да. Но не е таа магнитуда што мислат луѓето дека они си ги пишат сами резултатите како што сакаат. Така. Значи, трага постои. Ако на Заев, ако на Мицкоски, ако не вие големиве на Врво, не е страв. На тоа чиновничето што дошло за 500 денари и што никој нема да го жали, што дошло у изборна комисија, и те како му е страв да направи нешто недолично, Така. затоа што у некое фаталистичко сценарио, кога некој ќе рече чекај бе наместено е, он ќе го јаде. Разбираш? Баш така. Тој малиот. И затоа ти викам, у таква магнитуда, не дека нема местења, местењата се у размер, ако некому треба 300 гласа за прв круг, Така. 200 гласа, толку можат прв. Али кога ќе излезе масовно народ, не можеш тоа да го избалансираш. Да. Тука се слагам со тебе. Е сега, што е Значи, идејата? демократија можеш да имаш реалност на избори, колку е помасовно, толку е пореално. Така. Што е идејата на големиве партии ако си ја приметил тенденцијата? Мала Гледаш, излезеност. гледаш, така. Значи, 120 пратеници се бираат и со 1.200.000 искочени луѓе, Така. и со 300.000. И со 300.000. Ако се 300.000 што ќе искочат наши, а сите други разочарани што кажат не може ништо да се смени, па не може бато со седење у столица, треба да искочиш и да ме заокружиш мене. И после речи не е нешто страшно или значи тешко. тоа не е никаков напор. Никаков напор. У недела у блиската до тебе избирачко место искачаш и заокружуваш Сашо Панковски. И ако после 4 години, значи ова ти е тест. Ако после 4 години тогаш можеш да речеш, еве, пробавме и ова, не е ништо. Играта на големите е да ја смалат бројката на гласачи на 300, за да бидат тие 300, значи што поголема група, потешко се контролира. Он не може 900.000. Бидејќи знаеме колку е гласачкото она слепо партиско тело на двете големи партии, све останато е граѓанство кое е по слободна волја. Ќе ти кажам една Народ искуство. се уште има страв дека кога гласа позади параванот ќе му дознаат за кого гласа. Сите тие исчезнувачки пенкала, сите си ги пласираат овие големиве за да си го заштитат лепчето. Значи луѓе, јас ви викам да пробаме еднаш у 30 години да гласаме за човекот, за тој што го гледаш секој ден у продавница вамо тамо. И ако не бива, значи колкава штета може да ти направи тој човек за 4 години, што овие за 30 не ја направиле. Пробајте за да видите. Мрзата ви ја зема државата. Мрзата. Едини пат која мрзата играла у наша полза е референдумот, која не требаше да се излезе. Тогаш заврши работа. Најинтересно е млад што го правам јас. Ова може да го направи секој човек. И еден наш активист, го поздравувам, Никола Ќурчиев, 3 табли имаше скршено као приватно лице. И 3 пати го фати и 3 пати плати казна. Поентата е, ако јас ја тргнам таблата со Северна и да дополнам и цела комуникација на општината на Ѓорчи и сигнализација биде со Република Македонија, и ова знаме се вее пред општината, тоа е веќе не е вандализам. Тоа е политичка порака. Луѓето што викаат, ова е само за канализација, за вентилација, за ваму, за таму. Јас имам еден убав инструмент на располагање во Ѓорче Петров. Тоа е референдум. Како што се прави референдум? Дали да има контейнери вамо, дали да има не знам што вамо, така се прави референдум. Дали општина, дали Ѓорче Петровци сакаат да живеат у Северна Македонија. Ѓорче, ако ми изберете мене, ќе биде првата слободна територија. А ако гледаат некои кандидати, ако го гледаат ова, викајте дека нема да го правите ова што сум ја. Кога ќе застанеш како градоначелник, направи го ова. БКП Северна.
И после кажувајте ми за цевки, за ова е било северна. Значи, види, ја да не ме разберат луѓето погрешно. Опасноста од ова што го најавувам, зборам и ќе го направам, ми е тотално јасно. Знам дека може да ме уапсат, знам дека може да ме малтретираат, знам дека сега може 300 ботома надвор да ми ја кршат колата, све тоа го знам. Ја идам, јас сум таков. Значи, кога ќе зацртам нешто, не се враќам назад. Зошто го правам ова? Затоа што и ти, Јанко, и јас, ако сме паметни, не сакаме на децата да им го оставиме најголемиот долг во животот нивни. Тоа е робството. Еве, денеска гледаш дека размислуваат ЕУ да ни ги укине визите, да ни ги врати визите, тоест размислуваат. Од завчера размислуваат да ни соопштат дека ќе нема веќе проширување. Така. И сега доаѓаме од ситуација кога сме биле Република Македонија. Сега ќе доаѓаме до ситуација па што ја рушевте Југославија ако до ова дојдовме. Сега доаѓаме до ситуација Затоа ни пред го 10 години. Шенгенот. Пред 10 години во режимот имавме визи само со Англија и со Америка. Со никој друг. Со Грција ги надминавме визниот режим. Денеска се збори 4 години во владењето на слободариве, се збори за враќање на визниот режим за Западен Балкан. Таму сме дојдени. Задржиш се уште малце на локалното, а ќе ти давам после избориве една. Ќе ти покажам и слика, ќе се зачудиш. Значи, имаме една банална ситуација што мислам некам да го трошам времето да ти кажам. Да, си го користам до макс. Ворете. Имаме една ситуација банална во која ние што ги давам, ние зборам народот, што ги даваме парите, треба да земеме еден каталог, тоа е баналност на програмата, јас имам една цела емисија направено, една цела епизода направена во и ти треба да отвориш се програмата и да видиш од 200 нешта што ти обеќал Батево, па добро, еве тука мислели на мене, едното ми се свиѓа. Не, обратно функционира локалната самоуправа. Ја ќе бидам градоначалник, што сега ви кажувам, сега на кај Јанко и на други места ќе повторам. 4 дена ќе бидам како што одам кампањава пешки со овие патеки. 4 дена ќе бидам на терен, Вибер линијава функционира и меѓу луѓето. Значи ќе идам од општинската зграда со овој ранец. Еве тука ми го тргна. Со тој ранец таму ќе одам пешки меѓу граѓаните. Мора да сватат луѓето дека политичарот е нивни слуга. Не треба он да им даде каталог од кој они ќе тоа не ја вон од они ти да си одбереш што каква шминка сакаш. Значи ти имаш, тебе ти треба сите викаат, абе градинки ќе направиме, градинки. По-глупа работа нема у животот. Значи јас ќе ти кажам со градинките мое лично искуство. Кога јас го добив првото дете, немаше место во градинките во Ѓорче, ни во една, ни во втора, ни во трета. Зашто немаше место? Затоа што во даден период од времето луѓе решиле да се размножуваат. Кога помина таа генерација на тој некој, знаеш, има периоди кога поише луѓето се валја од благодетот од ситуација или генерацијата така доаѓа. Или Барселона кој ќе освои така нешто, немој Барселона жити све. Да, добро, извини која. Реал, одлично, тоа е мој. И тогаш немавме вакви. Што направив ја? Отидов у првата градинка по пат што ми е знака работа, што беше дури во Карпоштрит. И таму го запишав детето. Таму знаеш колку деца имаше? 6. Затоа што таму луѓето у тој даден период помалку се размножуваат. У истата градинка денеска е пуна, но друга градинка кај што беше претходно пуна е вако, се заситува тоа. Значи ти можеш да направиш теоретски 10 градинки во кои 3 години ќе имаш деца и после ќе немаш. Твојата последна порака за гледање. Мојата последна порака за гледачите, наместо да ви нудат каталози на нивни желби, што вие сакате да ги остварите, направете ги политичарите ваши слуги. Значи тоа се они. Од ваши пари е кампањата. Од ваши пари се спотовите, од ваши пари се девојчиците од Београд што ги носат и камерманите од Бугарија што ги носат. Тоа све ние го плаќаме, луѓе. Барајте од нив за вашите пари што се буџетот на општината да прават вие што сакате, а не да ви дадат
нивна листа на желби тротинети ќе во патеки ќе правиме. Ене ги 100.000 патеки за точаци, 3 точаци нема. Ама тоа беше и ушарената револуција. А јас што возам точак 40 години и што не поплакав за патеки. Ја кога растев немаше ни патеки, немаше ни тротоар. Ама возевме точаци. Барајте го она што ви треба. Не да избирате од каталогот на ветувања на партиите. И само така, со максимално достојување на собствените принципи, да разберат политичарите дека парите се ваши, наши се парите. И ние ќе се прави со парите тоа што ние сакаме, не тоа што вие ќе ни предложите. И да ги држите на одговорност. Она што заборев да ти го кажам. Пешачењето што го планирам низ Ѓорче, 4 дена ќе бидам пешки низ Ѓорче како градоначелник, еден ден ќе доаѓам понеделник или петок на потпишување. Мора да се тргне мистиката меѓу политичар и човек. И човек е тој како вас, само што го ставиле во одело за приликата и го направиле со фотошоп на билбордот. Истиот човек е тој, од крв и месо. И тој мора да биде кај тебе, не да игра шах со замислени пензионери и глумци, туку секој ден да биде со вас, така ќе ги знае вашите проблеми. Со 15 дена шетање и со најави, имам јас голем тим што ќе работи за мене. И големиот тим што ти смисли, градинки фалеле. Еурека.